Еј, застани бе, геврече, едно земе, застани. Добро утро, едно геврече без јогурче, може? Може бе. Браво, шефе, браво. Браво, убав ден, чао. Чао. Секој од вас, верувам дека бил во Велес или барем поминал од Велес. После патарината пред Велес има еден чичко што стои тука и продава гевречиња и тоа ја уште од дете го памтам. Јас секогаш застанувам чисто од почит кон работата што ја работи, а друго геврече институција, геврече доел, крај, енде. Кога и да тргнеме на некој семено патување, Ивана, жена ми, е спремна као од пушка. Имаш грицки, сокчиња, вода, гумени бомбони, значи нема шала. Ја често пати знам да се позазам со оваа ситуација и викам жено да за Австралија да не трнавме ние со сите овие работи. Добре што никогаш знае да улети некој сендвич. И сега јас зборам, ама кога ти подаат сендвич после 2 сати возење, како добро лепи тоа. Во Велес имам многу пријатели. Преубав град, мал град, меѓутоа со многу содржина. Обожавам да се враќам во овој град. Велешани се прави хедонисти. Велес низ историјата се нарекува со различни имиња, од кои 3 се најмногу користени. Од самото основање на градот Велес се нарекува со името Вилазора. Подоцна во Отоманското царство градот се преименувал со името Кјупурли, кое подоцна било заменето со денешниот назив. За време на Социјалистичка република Македонија името на Велес било Тито Велес, во чест на маршалот Јосип Броз Тито. Велес како населба постоел уште од 168 година пред нашата ера и се наоѓал нешто поисточно од денешната локација. Затоа денес Велес си е Велес, едноставно, кратко, преубаво. Велес е најстариот град во државата. Во Велес го имате првиот музеј, првиот театар и првата библиотека. Меѓу другото, во Велес се напишани првите збирка песни од Рацин Бели Мугри. Велес има и Велешко ѓозлеме и денес Велес го чека Фичо. Ајде! Костурницата во Велес. Импозантно нешто, бетонски джин. Што се случува? Се наоѓа 200-300 метра над градот, има едно 200-300 скалија се качиш нагоре. Нема лифт. Скали ви гледав пешки, али со екипа се земна, ајде го направиме кога се телепортира. Сега, замислете дека оваа сцена со телепортација ние денеска на шала ја правиме, ја монтираме да изгледа така. Меѓутоа во 1977 година, кога е снимен Star Wars, научна фантастика биле вратите што се отвараат на сензор. Затоа денес ги имаме секој маркет. Така.
Кај си, бе, Супер. Добар си? Екстра. Од кога те нема видео, не? 200 години. Биваш ова да го качите многу високо, душа мисля за тоа? Ти спомне како ќе дадеш почит на поднатите борци. Така. Ајде да влеземе да видиме што. Знаеш дека никогаш не сум бил овде внатре? Ангел е директорот на музеот во Велес и мој добар пријател. Тој ќе ни раскаже нешто повеќе за споменикот и некои пикантерии за градот. Прво нешто што ме праша е дали сум добро облечен, бидејќи споменикот внатре е камен ладен. Ми вика: "Фичо, облечи се добро, пошто се работи за бетонска градба која што тешко да се загрее дури и во лето." Смрзнат. Петар Мазар. Импозант. Страшно, многу добро. Ремек дело. 79 година е градено, 220 метра квадратни. Професорот Мазар ги собрал сите студенти од Ликовна академија и работеле тука, па не знам колку време. Тоа било, живееле тука. Сигурно една година се прави, па, може да и више, може да и повеќе, да. Иначе е класичен мозаик, работен со природен камен. Смалта италијанска има, тоа што е обојано, освари смалта италијанска. Секој камче си е природно во таа боја. Да, освен смалтата италијанска. Инспирација му било македонската борба од Илинденското востание па до Прва светска војна, граѓанска војна, Прва светска војна, Втора светска војна, ремек дело. Какво дело направил Мазев тука? Мора да го видите, ова мора да го видите. Архитектура е многу интересна. Шо, кажи ми па оне на споменикот Крушево на Илинден. Мислам, може би потсеќа така ради бетонскиот момент. Па да, у тоа време мода бил натур бетонот, а иначе асоциација на распукана афионова чушка, затоа што градот Велес и околијата на Велес бил значаен како најквалитетен афион и производство на афион порано, нели, кога у дамнешни времиња. Иначе Саво Суботин и Љубомир Денковиќ го имаат добиено конкурсот, нивно дело е импозантно. Мислам дека е едно од најголемите од цела Југославија, од бивша Југославија. Баш е многу добар представник на модерната архитектура, значи. Баш абстракција. Три прашања ги ти поставам. Грење има овде? Нема. Нема грење. Каже, плодно него надвор. Ау, да. Знаеш што, ај вака, си поразговараме, ти малку поише на оваа тема, ама ти ма къстаме нешто, рано сабај, нешто, осам стана да забидам у Велес у 7 савеле. Може замислиш? Да, ајде, идеме на добра чорва, ајде. Велес е значаен и познат по голем број работи. Градот бил дом на голем број македонски прерадбеници, револуционери, писатели и поети. И тоа е една од улките на македонската култура. Низ историјата се среќава како град на првиот театар во Македонија, град каде што настапила првата глумица, учителката Тенка Коларова, во популарната мелодрама Многострадалната Геновева во 1875 година. Ова е се супер што слушнаме за историјата, меѓутоа јас памтам дека имаше врвни кебапи. За жал, Пармакот затворил, меѓутоа се отвориле многу други локали. Чекај. Зашо овака ми правиш, Ангел?
Велес е бил трговски град и яснавски град. Значи, много се полагало на градската култура, на яснавлукот, на добрата храна, гостопримство и след това не да видиш добър трговец, можеш да го примаме. Не бива иначе, не бива. Морам да пробам се напълни става лиги. А ти продължи, разкажи ми слободно. Да. Ако сега кажи пробай. Не. Пастрмата е карактеристична за, ајде да речем, за овој дел на Македонија, али колку се практикуваат у денешно време пастрма као пастрма? Па, велешките семејства користат ден денеска заради тоа што тоа е традиција, знаеш, и навикнати се. И по домаќинства да се користат? Да. Па секое домаќинство има. Ево, например, дедо ми ден денеска купува јагне шилече, тоа е постаро јагне. Да, или сам ја прави. Ама тој го користи за готвење, да речеме, имаш специјалитети кои елба сантава, например, турли тава. Што е елба сантава? Елба сантава ти е јагнешко, по правило се правило од шилеџа, малце поголемо јагнешко со овчко кисело млеко и табла јајца се става у цело тоа, се подпекува, велешки баш специјалитет, многу добро јадење. Види го без образи. Ова е пита, викате вие, така? Да, тоа е баш права пастрмајлија пита. Иначе 140 години традиции имаме ние и со пишани документи као град за самата пита. Велес е еден од малкуте градови во Македонија кај што можете да начекате изнутрици по кафаните. Буквално све, од А до Ш. Ја имаат она, оние викаат велешка пита со пастрма, тоа е велешка пастрмајлија, али пастрмата си ја брка својата работа, мора да пробате. Да, син сум на даце. Колку години си тука? 3,5 години веќе. Го запознавме малиот Менџија, многу интересно дете. Од 13 години го учи занајата од татко му. Дефинитивно ќе биде добар Менџија од него. Колку години имаш? 16. Од 13 работиш? Да. Ти си цар, бе. Вреден сум. Што ви донесе, што е ова? Ова е јазичена плотна за чинето со оцет, лук, макдонос. Ти да не го правиш? Пофали се слободно ако си ти упрашан. Не го правев, ја не знам како се прави. Тука сум веќе повеќе години. Меко, добро. Што е ова? Ова е бело джигерче, свадбарско. За ова ми збореш и ти. Да, за тоа има исто, тоа е традиционално велешко јадење, значи бел джигер, али целата поента у него е што се собира сафта од повеќе печења на месо, значи јагнешко, јунешко, свинско и таа саф после се вари, се полива со таа сафт и се подпекува и има неверојатно вкус, баш е така оригинално. Да. Што ќе ми кажеш, кој е твојот омилен јадење тука? У кафаната на татко? Јазикот. Јазикот, овој? Да, што го донесов сега, тој мене е омилен. Многу меко, многу добро. Добро е. Кажи му имам минус што не се појави тука. И се видиме. Гледаме. Здраве, нека вие. Каде почнеме? Ако што гледаш Виќо, има исто и традиционални пинџурчиња имаш тука. Ова е ајварче, ова е макало. Тоа е макало, тоа е карактеристично за нашиот град, може да и во други места го прават. Тоа е варен кромпир, везена пиперка и црвена пиперка исто варена. Лук? Да, има лук. И традиционално за Велес е што се става и таам. Озбилно, тоа не сум пробал. Да. Тоа не сум пробал. Да, така е еден уникатен, интересен вкус. Многу специфично. Да, чудно, али окей. Али функционира? Да. Па, една држава е богата со различни култури. И различна култура на живење. Значи, многу интересно. Ние треба да сме среќни што секој град има со што да се похвали. Тоа е претата на наша емисија Хедонизам. Ние одиме маца да го представиме од поразличен аспект. Да покажеме дека секој град има нешто свое. Веќе сега новиве младиве генерации, знаеш, се сведе на, да речам, светски познати јадења, меѓутоа и тие јадења потекнуваат од негде. Зошто ние нашите да ги дигнеме на пиедестал, се фантастични. Сите ние се палиме на наполитанско тесто за пица, италијанско тесто за пица. Ова е наше тесто, така? Да, тоа е. Ова е наш тип на пица. Со пастрма, со свинско месо. Ние ја правиме така. Со сало. Мора да има сало, иначе пита без сало не можам да зборам, морам да пробам многу работи.
сладолки да задека. Па е, така е, да. Па уживањето, впрочем, ние живееме за да уживаме, меѓу другото. Некој не. Храната е едукација, значи учиш култура преку нега. Како не? Чај сега. Убавината на... Тоа е телешки джигер. Телешки джигер, да. Телешки джигер, таму имаш мозок, значи у Велес мора мозок да поради мешање на тие кујни, медитерански кујни, тоа е мозок. И тие изнутрици се карактеристични за самиот град. Изнутрица ми е најбоље нешто. Јазик, мозок, джигер, телешки, свински. Исто овде ќе имаш јазик кој што е угрне, печен, тој најчесто се прави исто телешки јазик, а овде ќе имаш свински јазик, кој што е правен на плотна пасувукче, пропржен. Чекај, ствари специјалитетот на баца е овој свинскиот јазик. Да. Не е телешкиот му е во грне. Да, тој е угрне. Па тој е тврд за да го правиш на плотна, мора да се вари се. Чекај, мозоков е, момент на вистина. Мозок јадеш кога ти фали. Секој ден. Да. Пробав мозоци, джигери, јазици. Интересно што пробав свински јазик. Мислам дека имам пробано еднаш во минатото, ама ми беше сокриено, беше превкусен. Класично пржен, како шницли. Многу добар, многу сериозен. Многу сериозен. Знаеш, малку луѓе сакаат вакви јадења. Многу од нив не го дуваат, па ги им кажеш, али џабе не излага од старите на јадењево е мозок. Да, ова е? Спред е многу калорично јадење. Да, се јаде многу малку. Тоа до мали количини, али е превкусно. Превкусно. Кажи ми, овој како го викавте? Свадбарски? Да, свадбарски джигер, да. Зошто се вика свадбарски? Па затоа што го служела на свадба, така почна. Озбилно, само толку? Па да, баш заради тоа, али е као пред јадење на свадба. Бел джигер е така? Да, бел джигер. Са некои користат па исто изнутрици, срце се става внатре. У овој случај мислам дека е само бел джигер. Карактеристичен е по тоа што ти кажав дека се подпекува со савко друго месо и тоа го добива тој шмек, нели? Не, што сам по себе нема некој. Сам по себе сунгересто, да, нема оно е хидроскопно, што ќе му ставиш, тоа абсорбира и тоа е ствари негова одлика на вкус. Касни си сега, не се срами ти од мене. Знаеме долго време. Велес е познат по тесните сокачиња. Многу интересно, куѓите се градени на фундамент од карпа. Партизански. Генијално. Се прошетав малку да видам што се случува во паркот и најдов на отворен амфитеатар. И нормално, тука падна еден куп шали со екипата, па и по некоја поетска мисла, од која стварно се срамам. Орелски крилја, кад да си метнех и во наши страни. Абе, ало, бе не беше ова тука, бе. Абе, струга е ова, ајде уште еднаш, ајде. Али режисерот реши да ми убаци во емисија, нека идеш. Одев со глава замаен, наведнат, мртов, зачмаен. Одев со грудка на срце и карака ме награди. Добре? Ја посетивме и куќата на големиот македонски поет Рацин. Ангел ни раскажа дел од животот на Рацин. Замислете, цела населба е поврзана со подземни тунели. Така ако треба да не си дома, го решаваш тоа за секунда. Крт до дрт.
ова куќава на Кочо Рацинце. Кој дел е ова од куќава? Мене тука ми остана највпечатлив овој дел. Што се случувало тука? Па тука се наоѓа гранчарската работилница. Добро. Баш во долниот дел од куќата, тука ги изработувале од глина садовите. Таму лево подоле е печката кај што ги печеле, горе е чардакот кај што уствари ги оставале да се сушат. Од они време Да, по процесот природен да пат, се сушат, па после се печат. Добро. Се наоѓаме точно кај што е Ова ми пролазот, Печатот многу. пролазот кај што Рацин бегал кога го бркале затоа што бил револуционер. И ова било скоро секоја куќа имала пролаз тајан кога ги бркале. Дали тоа? Чека не го знаело таа полиција у тоа време, Па тие не го пролаз. знаела, било вешто прикриено. И куќите биле, тоа е мислам, познато Велес биле врзани едни со други и луѓето можеле да пребегаат без да бидат пронајдени. Нормално и самите комшии им помагале. Чекај, тој канал, значи проаѓа од тука, затоа и овде има Да, чудна шупливо е, се вибрација, гледа, има, да. чудна вибрација има И на тука подот. позади куќа минал, кај комшиите први, например, ќе отиде горе на којник и не може да го пронајде. Тоа е као мала, нели, Да. интересна приказна. А тука сега побарав да влезам од тие тунелите, да видам што се случува таму и да снимам и да ви покажам, ама не ми дозволија. И ја тука не се откажувам, ќе го оставам тоа за некој од наредните емисии. Иначе Рацин пишел горе на самиот кров, тоа е многу тесен, скучен простор, под цвеќа. Баш е многу романтичен, многу интересно. Бил, знаеме самите, наш најзначаен поет. Така. И од историски, па и од уметнички аспект. Баш лорк наш. Иначе куќата е примерок на таа брутална архитектура од тој период. Значи куќите се граделе на карпа и се граделе, единствено правило имало да чардакот кој што има куќата, што е над, никогаш кровот да биде на куќата што е под, да не го покрива кровот, сите да имаат видик. И сите куќи се, кои што гледате, споени, многу интересна архитектура. Сите се на веле се брдест. Затоа и ги има и овие сокаци кои што и вода минела, за да не ги потопува куќите. Биле многу паметни. Многу интересно како граделе. Кога е изградена оваа куќа од прилика, ајде да речеме? 2 века сигурно. 2 века. Да. Велес ти е град пресечен од реката Вардар на 2 дела. Не сум знаел дека и на -10 кајакарите тренираат. Искрено се надевам дека пливачкиот клуб им е во мирување. Јако беше што кајакарите ни се чудеа на нас што снимавме, а ние им се чудевме на нив што веслат на камен ладно време. И така искомпензиравме цела незгодна ситуација. Секоја чест на упорноста, дечки, така се станува врвен. Работи ли некој? Меанджи! Марија, идам бе, Марија, полека. Абе. Ка Марија, Кај си, брат? Што преш, бе? Па, Марија, Добар ли бе, си? Марија. Добар, Шо преш? супер е. Шо носи, шо? Се спремам за работа. Тесто за пица. Ќе правиме некоја пица. Ајде, засуки рака. Го начекав Денисо засукани ракај, па решив ја да засукам.
Помош е секогаш добро дојдена. Дечко ми изненади. Значи, човекот се потрудил да донесе италијанска пица усред Велес и тоа многу добро го прави. Секоја чест. Каква пица ќе правим? Основата ли ќе ја правиме денес? Ајде, ја маргаритичка, ти одбери што сакаш. Ја ќе правам нешто од тие што ги правиме во ресторан. Може да правам ја една чинка. Ти форма и задржуваш или не? И задржувам форма, да. Круг? Па круг секако. Некогаш испајаат и да ти кажам како чамец. Кога ги се залепи у фурна, али најчесто да. Кај мене сите кои идат бараат кватро формачи. Ама ја намерно за да не биде како секаде, пицата ја направив чинка. Значи добија со 5 сирења. Чинко е формач. Чинко е формач, точно така. Има една приказка. За да можеш да си ги земеш вие подвижени, трябва да си ги береш сам. Иначе они немаат работници да ти ги берат. Еден ден се организиравме од тука колегите вработените. Беше ги носеш да берат? И бевме, да, ги носев да берам. Да, заедно ги оравме. Ги оравме патлиџани заедно и така ќе правиме од наши патлиџани доматно пюре и кул. Што збориш? Да, значи тоа го правиме. Тоа е наше производство, само свеж босилек, маслинова мала термичка обработка и полбота од наше производство. За чинкве користиме, значи, моцарела, која што се користи во наполитанскиот стил на правење на пица. Користиме биено сирење овчко, биено сирење, обично овчко сирење и на крај за мал различен вкус, како додаток, користиме горгонзола, која што е специфична на вкус и ја ставаме, ајде да кажем, во помали количини. Макаш како остае ова да се слоши. Да, на крај ставаме малце пармезан, од која ќе заврши пицата, значи го нарендуеме, бидејќи пармезанот осетлив малце, знаеш, по температура па може да изгори. На крај е подобар, да. Да, на крај е подобар. Време од тука некои дечиња дојдаа да видат како е процесот сам на пица правење. Ми викаат: "Чичко, за колку време ќе се пече пицата?" Ми викаат: "За 5 минути ги биделе." Викам: "Ајде бројте." И дечињата бројаа тука од 45 до 60 секунди. Се толку е, да. Да. Вака треба да изгледа наполитанско тесто. Да. Што е поентата? Поентава е леопардов од страна. Гледате овие точки? Тоа значи дека е перфектна ферментација. Што значи перфектна ферментација? Дека нема да биде тешко желудник. Значи сега ова може да си ја спакуваш клап, да си ја бапнеш, туш сладен да се отидеш дома. Сечи врато да пробаме одма тука на лице место. Се бориш. Да, се бориш после. Жешко, ладно. Ој, зашо жешко. Си испопари. Да. Да, само сте ти ова. Да видиш доле што имам ја изненадување. Што е доле у кујнава ти функционира таа времето? Да, имаме на фурна за тебе. Таа ја изида што збореше? Да, зидана. Ој сам. Во истиот локал го запознав и Мартин. Дечкото е пицар, али вешта со тегнење кори и сукање. Што направи пастрамајлија, партали. Мартинче, што правиш? Добро, да виж кој ни налета, брат. Фичо, поштавање. Добар си? Добар е, работно малку. Што прешпаме, што таа чекаме? Пита пастрамајлија имаме Ајде, Мартин. Касниме со нарачки, вајде луѓето се лудат, малку убрзаа работа. Слушај, ти сте што касниш ја една зимам сигурно. Може, добро, дојден си. Како си ти иначе, добар? Добар бе, добар, одлично прорија. Не ти е топла во фрно? Изненади. Па мора да биде така ради пиците, заради пидите. Треба температура добра и Значи нема зима за тебе. нема зима, баш за мене нема зима.
Чеса, вие питаа, у Велес ја правите со јајца, така? Да, со Сега јајца. да гледам дека сега да се користи јајце обавезно. Ако не стеш јајце, не е Велешка. Па имаме ние гости што сакаат и без јајца, да ти кажам про. Ама Велес важи дека пастрамелијата Пастрмелијата е со јајца. Рецептот е тој. Да, рецептот е тој. Ори идеме така, што е тоа? Тоа е пастрма? Да, па Значи нема фейк, све си има како што. Ова е веројатно свинска маса. Свинска маса. Па. Значи утре детално. Да, утра диетално, само на база на пита. Нема проблем. Слушај, многу е меко. Колку постојува вода, колку хидратација има? Па, околу 6. 6, а? Доста Па, меко. на 3 кила брашно околу. Ама ова не се ферментира како пица, така? Не. Ова се замесува јас барем како што работам 1 сат пред Стварно? употреба на, нели пред да растегнувам пити 1 сат пред. Ајде ти ставам пастрма пичела прва, нека виде за тебе. Да, диетална. Диетално, ова е диетален прилив. Да. Прелип. Ајде, баби. Печење. Сега се сечени се витко оплики се. Оплик. Најчесто Ова е кај за нас тебе, бараат да како? исечем искрено, да. Сега не фати малце неспремни утовани, дојде, ама Да. сепак се потруди. Нема неспремни, стално си спремен. Да, така е збор. За сонеа може да е навезена, може една везена црвена чушка лута, да се испе чисто у фурна и таа се прави. Ги спремаме на есен тие Тоа е чушки. традиционално? Традиционално, ева, за тебе можеш ти една еве чески имаш да испечеш Мене, за мене тебе. ако ме прашаш, би рекол Да. нема потреба. Па, ние ги ставаме луѓето сакаат луто кај нас у Велес, јадат многу, така да, Луто ние имаме јадам и екстра ја, ама лути, така. свежо би сакал да видам поише луто, него сушена пиза. Многу перверзно. Добро, малку сум возбуден. Ова Ова е- присуство, морам да бидам искрен. Немој да бидеш возбуден, зашто јас станам се возбуден со пита. Многу сакам изненадување. Нарочито месо печено у фурна. Ја нешто си најдов тука, брат. Да. И ја кога сум знаел да ќе идеш од вчера сум стал нешто натре да се Леле, прави. Ова диетално. Модерно кажано slow cooking. Ова иде со некој црвено винце. Ајде со некој Ќе го црвено продолжиме винце. горе. Да, може. Пред да одиме горе, дали знаеш ти да направиш у овој локал овде велешки пишии? Па ја не знам баш, али имам за тоа баш човек што може да ги Имаш направи, човек да. за пишии? Човек за пишии. Викни го одма тука. Сега ајде. веднаш ќе дојде. И кога мисля дека све сме завршиле, се појави тетката. Тетката, фина женичка, си пржи пиши, микици. Викам, дај ми ја малку таму да влезам. Знаеш, кажеш има храна, фичо мора да се бутне. На крај софра фул. Коленици, ѓозлеме, салати, пици, лазања се појави од негде. Знаеш, она снимаш у кафана маса и на камерата гледаш после гости некој не го знаеш. Кога дојде овој? Исто да, лазања се појави на масата. Кој ќе го јаде ова бе?
Добро. Ова се, ја и ти мора да пробаме на брзинка. Може. Јас за да бидам рад, ќе ги пуштам гледачите да си наточат вода, пошто пред телевизор не е лесно сееш и да гледаш што ќе се со храна. Значи, вие наполнете си една чаша вода, пошто продолжуваме да видите кај следно ќе одиме. А ја и братот морава се тука да го решиме на брзинка. Океј? Океј. Живели. Живели. Иде камера. Иде камера. Иде. Акција. Ноќ. Улица. Веројатно ќе врне. Пауло Коелјо. Шекспир. Шекспир. Како викаат, срешата на врвот, ја така благото на крајот. Ми препорача една сладкарница, велес, влагаме така, ама со недоверба малца, знаеш. Чекај ово, и да баткото се срамеше таму што беше. Али се што пробавме беше коректно. Добро. Сакам да пробам едно благо, едно лесно, едно кој е бестселер. Може чоковишната, чоколада со вишна. Тоа е вкусно. Добро, едно такво. Јафата со вкус на портокал, полесна. Готово ме купи, тоа е познат вкус. Киндер Bueno, оревчиња, бело чоколадо. Продадено. И лимонада сакам една, не сум пил од дете. Ајде. Лимонада чиста? Сладкарска лимонада, да. Да видиме што се случува тука. Многу интересно. Ова многу лајт. Сакам вакви благи, најверојатно ќе го дојдам. Ова ќе си го дадам. Живели. Идам да къснам. Живели. Грш ладно, веле се прибав на вечер, фантастичен ден, многу храна пробано, многу храна изедено, прекрасни луѓе запознав, топ си поминав, се гледаме многу брзо во некој ново сокаче, во некој нареден град. Останете со Фичо и Хедонист, се гледаме, банда!